Слово 25. За упропастителот на страстите, возвишеното смирение што се развива во невидливото чувство. Оној што би сакал со обичен јазик на наполно соодветен начин да го објасни чувството и дејството на љубовта Господова, она на смиреноумието, онака како што му доликува нему, на блажената чистота вистинито, на божественото просветлување сосем јасно, на стравот Божи очигледно, и кој што мисли единствено со говорот да ги просветли оние што самите не вкусиле од наведените добродетели, прави нешто слично на човек кој што со зборови и примери би сакал да им ја објасни сладоста на медот на оние кои што мед никогаш не вкусиле. И како што вториот залудно држи лекции, да не речам млати празна слама, така и првиот ни самиот не го познава она за што зборува или пак трпи жестоко исмевање од суетата. Оваа поука пред вас ја става ризницата вложена во земјени садови или подобро кажано во човечки тела, и која по нејзиниот состав останува тајна за секој разум. Еден единствен надпис има оваа ризница, надпис непоимлив кој доаѓа од озгора. Оние што се трудат да го протолкуваат со зборови, преземаат на себе труд на големо и бесконечно испитување. Тој надпис е свето смирение. Оние што ги води Духот Божи, нека влезат со нас во овој духовен семудар собор, носејќи ги во духовните раце богонапишаните таблички на богопознанието. И се собравме и заедно ја истраживме и испитавме силата на овој чесен надпис. Еден рече дека смирението е целосно заборавање на своите добродетели. Друг, да се сметаш себе си за грешен и последен од сите. Трет, дека е тоа познавање на собствените слабости и немоќи. Четвртиот, да го претекнеш ближниот во случај да се налути и прв да ја прекинеш расправијата. Петиот пак, дека е познание на благодатта Божја и неговата сомилост. Шестиот, чувство на потиштената душа и одрекување од собствената волја. Откако го слушнав, го разгледав и грижливо го испитав во себе сево ова, јас сепак не сум во состојба да почувствувам што е блаженото смирение. И затоа, последен од сите, собирајќи ги како пес трошките што падна од трпезата на мудрите и блажени отци, се обидев да го одмерам смирението на овој начин. Смирението е безимена благодат на душата. Нејзиното име е познато само на оние што ја запознале од сопствениот опит. Тоа е неискажливо богатство, име Божјо и дар Божји. Научете се, вели, не од ангелите, не од човек, не од книги, туку од мене, тоест од моето вселување, просветлување и дејство меѓу вас, зашто сум кроток и смирен по срце, и по ум, и по разум. И ќе најдете покој за вашите души од војната и улеснување во борбата со помислите. Спореди Матеј 11:29. Поинаку изгледа оваа света градина, додека во неа е уште зимата на страстите. Поинаку во пролетта која што се уште само го ветува плодот, а поинаку во летото на добродетелите. А сето тоа води всушност кон едно, кон радоста на бербата. Затоа и секое годишно време има свој символ во известни плодови. Значи, кога во нас ќе почне да созрева гроздот на преподобната смиреност, веднаш, иако со мака, ќе ја замразиме секоја човечка слава и добар глас, изгонувајќи ги од себе гневот и лутината. А кога со духовната возраст, смирението, таа царица на добродетелите, ќе почне да напредува во душата, сите своји добри дела ќе ги сметаме за ништо. Ќе ги сметаме дури и за гадост,
зашто ќе мислиме дека секојдневно, иако не сме ни свесни, само го зголемуваме своето бреме. При тоа ќе се плашиме дека изобилието од благодатните дарови, кое постојано го добиваме од Бога, а за кое што не сме достојни, само ќе ни ги умножи вечните маки. Тогаш умот станува безбеден од грабеж, зашто самиот себе си се заклучил во ковчегот на смирението. Тој слуша околу себе тупкање на чекори и разуздана игра на демонските крадци, но ниеден од нив не може да го наведе на искушение. Зашто смирението е ризница во која што крадците не можат да се вовлечат. Ете, ние се осмелиме во неколку збора да философираме за цветањето и првото созревање на плодот кој што никогаш не престанува да цвета. А каква е конечната награда за таа света добродетел, прашајте го Господа, пријатели Господови. Зашто за мерата на оваа добродетел не е ни можно да се зборува. За незината природа уште помалку. Па сепак, ние ќе се обидеме да кажеме нешто барем за незиното својство, според умствените способности со кои што располагаме. Меѓу покајанието, се разбира вистинското покаяние, плачот, исчистен од секаква нечистотија, и се преподобното смирение на почетникот, постои разлика и поделба како меѓу квасецот, брашното и левот. Со вистинско покаяние душата се сотира и isцибрува и некако се спојува и така да се рече се меша со Бога со помош на водата на скриениот плач. А кога од него ќе се распали со огнот Господов, настанува и се добива безквасниот и ненараснат леб на блаженото смирение. Затоа и тој преподобен и троен синџир, подобро речено Божилак, кој што се сведува на една сила и дејство, има свои посебни активности и својства. И ако укажеш на кој и да е знак на едното, ќе видиш дека истовремено си го одбележал и другото. Затоа ќе се обидеме она што го кажавме накратко, да го потврдиме и со докази. Прво исклучиво својство на оваа прекрасна и чудесна тријада е потполно радосното поднесување на понижувањата. Имено душата ги прима со расширени раце и ги прегрнува како лек што ги лечи и спалува незините болести и големи гревови. Второ својство што произлегува од него е уништувањето на секоја лутина, а она што се пројавува со самото тоа е смирението. А третиот и најубав степен е искрената недоверба во сопствените добри дела и жетта по непрестајно учење. Крајот на законот и пророците е Христос, за оправдање на секого кој верува, спореди послание до Римјаните 10.4. Крајност на нечистите страсти пак се суетата и гордоста, кај секого што не внимава на себе. Нивен истребител е мислениот Елен, кој што својата кошута ја чува од дејството на секој смртоносен отров. Зашто, кај би можел кај смирението да се јави отровот на лицемерието, каде отровот на клеветата, кај змијата сокриена во пештера? Зарем тоа самото дури и не ја извлекува оваа змија од длабочината на своето срце, за да ја убие и уништи? Во тоа соединение нема ни трага од омраза, ни сенка од расправање, ни најмала пројава на непокорност, освен кога станува збор за верата. Оној што склопил брак со смирението, станал благ, пријатен, нежен, сочувствителен, а на сето тоа ведар, готов да послуша, нетажен, буден, вреден и, зарем е потребно многу да се кажува, бестрасен. Зашто во смирението наше не спомна Господ и не избави од непријателите, од страстите и нечистотиите наши. Спореди Псалм 135, стихови 23 и 24. Смирениот монах не е премногу љубопитен кога се работи за несватливи нешта, а вообразениот сака да ги испитува и тајните на судот Божи. На еден многу мудар брат му се јавиле демоните видливо и почнале да го фалат.
Но се мудриот подвижник им рекол: кога би престанале во душата моја да ме фалите и кога би си отишле, јас би заклучил дека сум голем човек. Но ако не престанете да ме фалите, јас од самата пофалба ќе дознаам колку сум нечист. Зашто нечист пред Господа е секој горд човек. Спореди Изреки 16:5. Според тоа, или одете си за да станам нешто големо, или фалете ме, за со ваша помош да го стекнам смирението. Збунети од оваа досетка, демоните веднаш исчезнале. Нека не ти биде душата извор на животворна река на смирение, од кој што смирението понекогаш ќе тече изобилно, а понекогаш ќе присушува од упливот на славата и гордоста. Напротив, нека биде извор на бестрастие, извор од кој што постојано истекува реката на сиромаштвото. Знај дека долините се полни со жито. Спореди Псалм 64:14 и со духовен плод. Долина е смирената душа, која што сред планината, од маки и добродетели, станува ненадмена и неподвижна. Не постев, не бдеев, не лежев на земја, туку се смирив и веднаш ме спаси Господ. Спореди Псалм 114:6. Покајанието го воскренува паднатиот, а плачот чука на небесните порти. Преподобното смирение, меѓутоа, ги отвора. А јас исповедам и се поклонувам на Тројца во единица и на единица во Тројца. Се што е видливо, осветлено е од сонцето. Се што се врши според духовниот разум, го утврдува смирението. Нема светлина, се е во мрак. Нема смирение, се нашевене е. Во целиот создаден свет има само едно место на кое што сонцето е видено само еднаш. И една помисла често е доволна за да се роди смирението. Еден единствен ден сета вселена се возвеселила, а смирението е единствената добродетел која што демоните не можат да ја имитираат. Едно нешто е да се превознесуваш, друго да не се превознесуваш, а трето да се смируваш. Првиот суди по цел ден. Вториот не суди, но ни себе си не се осудува. А третиот, иако невин, постојано се осудува самиот себе си. Едно нешто е да се биде смирен, друго да се бориш да останеш смирен, а трето да фалиш смирен човек. Првото е совршено, второто им е својствено на послушниците, а третото на сите верни. Оној кој што во себе се смирил, устните не можат да го ограбат. Оно што го нема во ризницата не може да биде изнесено на вратата. На конјот што е впрегнат сам, често му се чини дека трча доволно брзо, но кога е впрегнат со друг конј, по него ја спознава својата спорост. Почетокот на духовното здравје се препознава по тоа што нашата помисла повеќе не се фали со природните дарови, а се додека се чувствува смрдејата на суетата, дотогаш не може да се почувствува мирисот на мирот. Преподобното смирение рече: оној што ме љуби нема никого да повреди, никого да осуди, над никого не сака да владее, не сака да се прави многу паметен, се додека не се соедини со мене. А откако со мене ќе се соедини, на него веќе не се однесува ни еден закон. Спореди прво послание до Тимотеј 1:9. На еден подвижник, кој што особено се трудеше да ја стекне оваа блажена добродетел, злите духови тајно му посеја во срцето пофалба. Но тој по Божјо вдахновение умееше да ја победи палавоста на бесовите со благочестиво лукавство. Стана и над зидот на својата ќелија ги испише највозвишените добродетели, совршената љубов, ангелското смирено умие, чистата молитва, нетлената чистота и слично. И кога помислите започнаа да го фалат, тој им рече да појдеме на суд. Кога дојде до зидот, им ги читаше имињата на добродетелите и повикуваше кон сабиот себе си.
Кога ќе ги стекнеш и сите овие добродетели, знај дека си далеку од Бога. Во што всушност се состои силата и суштината на ова сонце, ние не сме способни ни да кажеме. Сепак според неговите дејства и својства, можеме до некаде да ја сватиме неговата внатрешна суштина. Смиреноумието е божествен заклон од кој што не ги гледаме своите добри дела. Смиреноумието е бездна на самопрезирање, заштитена од сите можни кратци. Смиреноумието е тврда кула која што може да му одолее на својот непријател. Спореди Псалм 64. Ништо нема да може неговиот непријател, ниту неговиот син, тоест помислата на беззаконието не ќе може веќе да му наштети. Спореди Псалм 88, стихови 23-24. Ќе ги сосече пред себе непријателите негови, а оние што го мразат ќе ги победи. Освен овие наведени својства, кои сите освен едно се негови видливи обележја, постојат и други, кои што големиот собственик на ова богатство може да ги воочи во својата душа. Ќе знаеш, и нема да се излажеш, дека оваа добродетел е во тебе по тоа што сиот ќе бидеш исполнет со неопислива светлина и со неизмерна љубов кон молитвата. На ова му претходи срце што не ги укорува туѓите гревови. Предвестник на оваа добродетел е омразата на сите облици на славолюбие, за што погоре стана збор. Кој се запознал себе си во секое чувство на својата душа, се е на добра земја. Смирението не може да процвета ако се посее на друг начин. Кој се запознал себе си, сфатил што е страв Божи. Живеејќи во него, тој пристигнува пред вратата на љубовта. Смирението е портата на царството, која што внатре ги воведува оние што му се приближиле. Мислам дека за оној кој што влегува низ таа порта, Господ вели, ќе влезе и ќе излезе од животот без страв. И пасиште ќе најде и цвеќе во рајот. Сите што влегоа преку друга врата во монаштвото, кратци си и разбойници на својата собствена душа. Спореди Јован 10:9. Не треба да престанеме да се испитуваме себе си, ако сакаме да ја постигнеме добродетелта на смиреноумието. Па ако во длабочината на срцето мислиме дека секој наш ближен е подобар од нас, значи дека милоста Божја е близу. Невозможно е од снегот да произлезе пламен. Уште помалку е можно еретикот да има смирение. Тоа е добродетел што им припаѓа само на верните и побожни луѓе, и тоа само на оние кои што веќе се изчистиле. Многумина од нас се нарекуваат себе си грешни, а може би и навистина се сметаат за такви. Но дури трпењето на навредите покажува какво е срцето. Кој ита кон тивкото пристаниште на смирението, нека не престанува да прави се што може, нека се присилува себе си на разни начини, со зборови, со мисли, со заклучоци, со испитување и истражување, со севкупен подвиг и работа, творејќи молитви и прозби, размислувајќи и премислувајќи, се додека со Божја помош и со најниски и најпрезрени подвизи, бродчето на неговата душа не се избави од вечно бурното море на гордоста. Кој ќе се избави од гордоста, лесно се оправдува за останатите гревови, како што кажува евангелскиот пример за митарот, спореди Лука 18, стихови 9-14. Некои луѓе заради смирение се до смртта ги држат пред очи своите некогашни гревови, иако добиле прошка за нив, удирајќи со оваа шлаканица суетната вообразеност. Други пак, размислувајќи за страдањата Христови, се сметаат себе си за вечни должници. Некои пак се презираат себе си заради своите секојдневни недостатоци, а други, по искушенијата, болестите и падовите што им се случија, ја усвоија мајката на даровите. Има и такви, дали и сега ги има, не знам, кои што толку повеќе се смируваат, колку што Бог изобилно ги дарува,
сметајќи се себе си недостојни за секакво богатство. Тие остануваат во уверението дека секој ден само го зголемуваат својот долг пред Бога. Тоа е смирение, тоа е блаженство, тоа е совршена награда за победа. Кога ќе видиш некого или за некого чуеш дека за само неколку години достигнал највисок степен на бестрастие, свати дека не одел по друг, туку по овој блажен и краток пат. Света спрега се љубовта и смирението. Љубовта воздигнува до небото, а смирението оние што се воздигнале ги придржува да не паднат. Потиштеноста, самопознанието и смирението се три различни нешта. Потиштеноста е рожба на гревовите. Оној што паѓа се потиштува и иако без смелост со пофална бесрамност стои на молитва, подпирајќи се, сиот испокршен на стапот на надежта, со кој го изгонува од себе песот на очајанието. Самопознанието е точно разбирање на своите способности и трајно паметење и на своите најситни гревови. Смирението е духовна поука на самиот Христос, која што оние што се удостоија да ја примат, мислено ја чуваат во ризницата на својата душа и која што обично со зборови не може да се искаже. Кој тврди дека е исполнет со благоуханието на овој мир, а почувствува макар најмало задоволство во срцето кога го фалат или им придава големо значење на зборовите на пофалбата, нека не се мами, во заблуда е. Не нам, Господи, не нам, слушнав некого да вели во длабочината на својата душа, туку на името Твое подај му слава. Спореди Псалм 113:9. Човекот кој го рекол тоа, добро ја познавал човековата природа. Тој знаел дека пофалбата не може да не и наштети. Од тебе е пофалбата моја во великото собрание. Спореди Псалм 21:26, тоест во идниот век. А пред тоа, јас не сум во состојба без опасност да примам пофалба. Ако врвот, суштината и образецот на крајната гордост е во тоа заради слава да се глумат и непостоечките добродетели, зарем тогаш не е знак на најдлабоко смирение тоа што некои луѓе заради само унижување земаат на себе и непостоечка вина? Така направил оној преподобен кој што во рацете зел леп и сирење. Така постапил и оној подвижник на чистотата кој што ја слекол од себе сета облека и бесстрасно прошетал по градот. Таквите веќе не се грижат дали ќе ги соблазнат луѓето, со оглед дека поседуваат моќ невидливо преку молитвата секому да ја откријат спасоносната смисла на својата постапка. Кој се грижи за првото, со самото тоа покажува дека му недостасува второто. Зашто кога Бог е готов да ги исполни сите наши барања, ние можеме се да направиме. Подобро е да ги нажалиш луѓето од што Бога. Он се радува кога спремно се изложуваме на понижување за да ја поттиснеме, повредиме и да ја убиеме својата суета. Но такви дарови доведува под полното туѓинување. Навистина само големите луѓе може да поднесат подбивање од природата. Немој да се ужаснуваш над ова што го реков. Никој никогаш не можел со еден чекор да се вивне до врвот на лествицата. Сите ќе познаат дека сме Божји ученици, ако имињата наши се запишани на небото на смирението, а не ако демоните ни се покоруваат. Спореди Лука 10:20 и Јован 13:55. Природно својство на лимоновото дрво е гранките да му се пружаат во височина кога нема плодови. Кога се пак свиткани, значи дека наскоро ќе дојдат плодовите. Кој е разумен ќе разбере што сакам да кажам. На своето издигање кон Бога, оваа добродетел минува низ 3 степени. 30-тиот, 60-тиот и 100-тиот. На 100-тиот се бестрастните, на средниот јунаците, а првиот степен можат сите да го постигнат. Кој се запознал себе си, никогаш не посега по она што не може да го дофати,
туку чекори сигурно по оваа блажена патека. Птиците се плашат и од сликата на јастребот, а подвижниците на смирението и од најмал звук на препирка. Многумина се спасили и без пророкување и озарување, без знаци и чудеса. Но без смирение никој нема да влезе на небесната свадба. Зашто чувар на даровите е смирението, но површните луѓе заради тие дарови често и смирението го губат. За да не смири и тогаш кога не сме волни, Господ го уредил и ова. Никој не може самиот да си ги види своите рани толку добро како што може ближниот. Затоа сме и должни да не си го припишуваме себе си своето исцеление, туку на ближниот и да му благодариме на Бога за тоа. Смиреноумниот човек секогаш се гнаси од својата волја како од грешна. Во своите прозби кон Господа со несомнена вера, тој се учи да го прима она што ја изразува неговата волја. Тој воопшто не обрнува внимание на тоа како живеат неговите учители, туку сета грижа му ја препушта на Бога, кој што и преку магарицата го научил Валаам што треба да прави. Спореди 4 книга Мојсиева 22-28. И иако се прави, мисли и зборува по Бога, подвижникот на смирението сепак нема довера во самиот себе си. Жило и бреме за смирениот монах е самоувереноста, како што е за гордиот да ги усвојува мислењата на другите луѓе. Мене ми се чини дека само на ангелот не може да му се подкрадне никаков грев, со оглед дека го слушам земниот ангел кој вели: зашто во ништо не се чувствувам виновен, но затоа не сум оправдан. Судија ми е Господ. Спореди прво послание до Коринтијаните 4:4. Затоа должни сме непрестајно да се осудуваме себе си и да бидеме незадоволни со себе, за со доброволното самоомаловажување да се оправдаме за неволните гревови. Инаку, во часот на смртта, секако ќе мораме да положиме сметка за нив и тоа во тешки маки. Кој бара од Бога помалку од што заслужува, секако ќе добие многу повеќе од колку што бара. Тоа го сведочи и митарот. Барал прошка, а добил оправдание. Спореди Лука 17, стих 9 до 14. Разбойникот барал само да биде спомнат во царството, а го наследил сиот рај и тоа прв. Спореди Лука 23:43. Како што во ништо создадено не може да се види ни мал ни голем оган како самостоен елемент, така и во вистинското смирение не останува ни трошка страст. И додека ние грешиме намерно, дотогаш во нас нема смирение. Во нас може да се препознае с присуството на смирението по тоа што повеќе не грешиме намерно. Знаејќи дека добродетелта на душата се сообразува со надворешното однесување, владиката се препаша и ни го покажа патот по кој што се доаѓа до смирението. Спореди Јован 13:4. Имено, душата се уподобува на дејствата на телото, сообразувајќи се и согласувајќи се со нив. Власта на еден од ангелите му стана причина за гордоумие, иако не му беше дадена заради тоа. Едно расположение има човек кој седи на престол, а друго оној што седи на ѓубриште. Може би и затоа оној голем праведник и седеше на ѓубриштето надвор од градот. Откако стекна совршено смирение, тој со сета искреност рече: се презрев самиот себе си и свенав од тага. Се сметам за прав и пепел. Спореди Јов 2:8 и 42:6. Наоѓам дека Манасија сгрешил како никој друг, осквернувајќи го со идоли храмот Божи и целото богослужење. Спореди 4 книга Царства 20 и 24. Прво Летописи 3:13, втора Летописи 32:33
и Матеј 1:10. Така што ни постот на сиот свет не би бил во состојба да го искупи. Но смирението се покажа способно да го излечи во него и она што е неизлечиво. Зашто да сакаше жртва ќе ти ја принесев, му вели Давид на Бога. Се паленици, тоест тело исцрпено со пост, не благоволиш. Жртва на Бога е и така натаму, како што сите знаат, спореди Псалм 50, 18. Незаборавните оци тврдат дека патот кон смирението и неговата основа ја сочинуваат телесните подвизи. Јас пак мислам дека тоа се послушанието и праведноста на срцето, кои што според самата своја природа и се спротиставуваат на гордоста. Ако гордоста некои ангели ги претвори во демони, без сомнение смирението и демоните може да ги претвори во ангели. Затоа нека се охрабрат паднатите. Да се потрудиме со сите сили да се искачиме на врвот на смирението. Ако и немаме сила, сепак да се потрудиме. Може би самото смирение ќе не изведе на своите плеќи. А ако и подклекнеме, барем да не се измолкнеме од неговата преградка. Имено би се чудел некој што ќе отпадне од него да добие каков било вечен дар. Нерви и патишта на смирението, но се уште не и јасни знаци, се нестекнувањето, незабележливото странствување, прикривањето на духовната мудрост, едноставното изразување, барањето милостиња, криењето на своето благородно потекло, изгонувањето на дрскоста, отстранувањето на многоговорливоста. Ништо не е во состојба толку да ја смири душата, како животот во сиромаштија и прехранување само со она што ќе се испроси. Зашто, како мудролюбци и боголюбци, се покажуваме дури тогаш кога имаме причина да бидеме горди, а од гордоста бегаме не свртувајќи се. Ако се готвиш за борба против некоја страст, земи го за помош смирението. На отровница измиски цар ќе нагази, тоест на гревот и отчаянието. Лав и змеј ќе убие, тоест ѓаволот и своето тело. Спореди Псалм 90, 13. Смиреноумието е небесен водоскок, што е во состојба да ја издигне душата од амбисот на гревовите до небото. Во една пригода, некој во своето срце ја забележи убавината на оваа добродетел. Обземен од восхит, ја запраша за нејзиниот родител. А таа, смешкајќи му се ведро и благо, рече: како можеш да сакаш да го знаеш името на оној што ме роди, кога он нема име? Нема да ти го кажам, се додека не го примиш Бога. Нему слава во сите векови. Амин. Бездната е мајка на изворот, а изворот на расудувањето е смирението.